Благодарам, почитуван професор Јадуевски, декан на Факултетот за безбедност, почитувана господја Кожуваровска, председателка на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, почитувани професори, ценети гости, дами и господа, представници на медиумите. Најнапред дозволете ми да ве поздравам, да го изразам задоволството што сум дел од ваков стручен собир. Не користи мобилен телефон додека возиш. Организирам во партнерство помеѓу Републичкиот совет за безбедност Скопје и Министерството за внатрешни работи. Партнерство од кое континуирано се продуцираат многу активности, особено во областа на сообраќајната превенција, преку развојот на сообраќајната култура, сообраќајната едукација, но и подобрување на нормативните и стручни механизми за поквалитетни безбедносни стандарди во сообраќајот, за што патувам посебна благодарност. Имајќи ја предвид темата на овој денешен научен собир, потикнат од масовна употреба на мобилни телефони во секојдневието, мора да се нагласи дека секој развој на одреден сегмент во животот сам по себе раѓа и предизвици. Особено кога станува збор за формите на технолошкиот развој, кои што се тесно импрегнирани во сите пори на индивидуалното, организационото, институционалното или кое било друго функционирање во денешните модерни општества. Секоја техничко-технолошка новина, вклучително и користење на мобилните телефони, носи одредени, но можне важни дилеми кои што бараат соодветни правила за прилагодување, особено ако практичните искуства покажуваат конкретни проблеми. И да бидам уште попрецизен, фактот дека според Светската здравствена организација одвлечено внимание на возачот поради користење на мобилен телефон се јавува како причина во безмалку 1/4 од сите сообраќајни незгоди. Јасно ни укажува дека одредени модерни технолошки алати едноставно не може да се користат секаде и во секоја прилика. Во тој контекст, но и во контекст на овој денешен настан, овој стручен собир посветен на некористење на мобилните телефони во сообраќајот при возењето, евидентно е дека се соочуваме со еден нов и потенцијално многу опасен феномен, кој што согласно статистики и аналитички согледувања има капацитет на крајно сериозна закана, чија цена, за жал, на крајот се човечките несреќи и трагедии. Таквиот негативен тренд во глобални рамки, за жал, веќе пројавува тенденција да се приклучи кон оние фактори што се досега ги сметавме за најчести причинители на сообраќајни незгоди. Секако, препознавајќи таа опасност, повеќе години наназад, сите релевантни институции од областа на сообраќајот, не само што законски го нормираат како казниво поведение, користењето на мобилните телефони при возење, туку и интензивно се вклучија во превентивно делување. Заеднички работевме во насока на подигање на јавната свест дека на користењето на мобилните телефони не му е местото во сообраќајот. Без разлика дали станува збор за управување со моторно возило, минување на низ сообраќајници или пак велосипедска рекреација. При тоа не исклучувајќи ниту еден учесник во сообраќајот. Од аспект на полициската работа во контролата на сообраќајот и почитување на сообраќајните правила и прописи, драстично зголемувајќи ги нашите предсе контролно-репресивни активности, за што јавноста секојдневно се информира, можеме да констатираме дека сообраќајниот прекршок зборување на мобилен телефон во последниот период бележи пораст, па во изминатата 2021 биле процесуирани дури 1617 вакви прекршоци. Оваа година од нејзиниот почеток, заклучно со крајот на септември, санкционирани се 2128 возачи за користење на мобилен телефон при возење. Порастот на бројката е резултат на рапидно зголемената активност пред на полицијата во санкционирање на непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. Тој податок
секако оди во прилог на оправданоста и ефективноста на засилените сообраќајни контроли, но со оглед на трендови на живење и функционирање, далеко од потребно е да поверуваме дека само репресивното делување е ексклузивниот лек, што ова појава може да ја елиминира од факторите причинители на сообраќајни несгоди. Затоа сметам дека ваквите стручни собири и вклучување на повеќе различни институции, вклучително и на стручните, но пред се на образовните, односно и академските средини, дополнително да придонесат за разбирањето и решавањето на ваквите негативни феномени. Секое ново согледување, секоја нова анализа или идеја се повеќе одобредојдени во градењето на еден релевантен, стручен и ефикасен пристап во превенирањето на проблемот и неговото ставање под контрола. Отаму несомнено е дека денешниот собор е добра можност да се продискутира, да се разменат мислења што секако ќе бидат од корист во нашето натамошно заедничко справување со феноменот на користење на мобилен телефон при возењето и ќе придонесе да се јакне јавната свест. Бидејќи и покрај тој репресивен елемент и многу превентивни акции кои што изминатиот период ги имаме заедно со Републичкиот совет и Факултетот за безбедност. Поразително е кога ќе гледате дека бројот на наплатени казни секој месец останува на исто ниво или дека причината да се почитуваат сообраќајните правила е само заради тоа што има полиција на патиштата. Тоа покажува дека свеста многу малку или многу тешко се менува. Благодарам на вниманието.